Продолжуваат партиските реакции по одлуката на специјалното јавно обвинителство да го повлече обвинението за предметот пуч во кој четврто обвинете лидерот на СДСМ Зоран Заев. Од ВМРО ДПМН денеска порачаа дека по оваа одлука на Катица Јанева повеќе нема причина ова обвинителство да постои. Со срамната одлука за аболиција на Катица Јанева кон Зоран Заев, ние видовме дека СЈО наместо да го гони криминалот, тоа се појавува како заштитник на аболицирани криминалци и веќе не постојат дилеми дека СЈО е целосно непрофесионално партизирано и политизирано, рече Антонио Милошовски. Катица Јанева игнорираше и судската пресуда и признанието на осудениот Звонко Костовски, вработен во УБК, која ја разоткри шпиунската шема на Верушевски и на Заев и кажа на кој начин биле нарачувани прислушкуваните материјали, на кој начин биле давани и потоа веројатно и монтирани и фабрикувани. Катица Јанева игнорираше целокупна скај комуникација помеѓу обвинетите во случајот Пуч, во која што соработниците на Зоран Заев предвидуваа дури граѓански немири или граѓанска војна, зовривање на состојбите и страдање на сите оние кои што не се дел од нивната шема. Со срамната одлука за аболиција на Катица Јанева кон Зоран Заев, ние видовме дека обвинителството, специјалното обвинителство, наместо да го гони криминалот, СЈО се појавува како заштитник на аболицирани криминалци. И веќе не постоја дилеми дека СЈО е целосно непрофесионално, партизирано и политизирано. Веќе не постоја дилеми дека СЈО не работи според законот, туку според потребите на СДСМ и председателот на СДСМ господинот Зоран Заев. Вчера специјалното јавно обвинителство соопшти дека се откажува од обвинителниот акт за предметот Пуч. Во соопштението што го објави, наведе дека причина за тоа е што фактичката состојба во тој предмет е во спротивност со доказите и наодите во истражните постапки Таргет и Тврдина. Случајот Пуч е централен предмет во аферата со прислушкувањето. Обвинителството за организиран криминал на 30 април 2015 подигна обвинение против 5 мина за неовластено прислушување и тонско снимање, шпионажа и насилство спрема представници на највисоките државни органи. Зоран Верушевски, Ѓорѓе Лазаревски, Сонја Верушевска, Зоран Заев и Бранко Палифров. Звонко Костовски, кој беше исто така дел од истрагата за Пуч, призна вина и се спогоди со обвинителството за 3 години затвор. Првото судско рочиште се одржа на 5 август 2015, а не почна главната расправа. Досега имало вкупно 10 судења и сите се одложија. Некои рочишта бидејќи не присуствуваше Заев, некои се одложија на барање на СЈО, кој во декември 2015 ја презема надлежноста врз овој предмет, потоа имаше застој поради аболицијата и есенва 2 рочишта не се одржаа поради поротниците. Последното рочиште беше на 1 ноември, пошто процесот се одложи на неопределено, додека двајца нови поротници добијат безбедносен сертификат. Во меѓувреме за овој случај имаше многу преписки и препукувања на релација, специјално јавно обвинителство Кривичен суд.